Зголемено домашно производство на струја, намален увоз и централа на газ. Од денешен аспект, овие ветувања од пред 5 години делуваат смешно. Токму поради слабите вложувања во изминатиот период, Македонија денеска не е подготвена да се справи со енергетската криза. Владата на СРСМ дојде на власт со ветување дека ќе ја врати ефтината дневна тарифа на струјата од 14 до 16 часот. И не само тоа, дека не само во недела, туку цел викенд ќе се троши ефтина струја. Прво се чинеше дека го исполнува тоа што го вети. Ефтината тарифа ќе биде вратена, секако тоа ќе биде единствено возможно преку заштеди, кои што имаме намера да ги направиме пред се преку производството на електричната енергија. Граѓаните се разочараа оваа година кога ненадејно како предновогодишна честитка стигна порака. Пупу не важи. Ефтината дневна тарифа во работни денови беше укината. Од 1 јануари се укинува дневната ефтина тарифа. Ефтината тарифа во текот на ноќта и во недела остануваат и никогаш не биле доведени во прашање. Заложбата за зголемување на домашното производство на струја пропадна во вода, исто како и ветувањето дека ќе се купува помалку странство. Увозот се зацементира на околу 30% од вкупните потреби на годишно ниво, а производството е преполовено во последниве 10 години. Ако пред 20 на години државните електрани можеа да ја покријат вкупната потрошувачка, сега едва и може да се произведе струја само за домакинствата. Вкупното производство е намалено од 4300 гигават часови во 2016-та на рекордно ниски 3263 лани. Енергетските аналитичари тврдат дека континуираната негрижа за инвестиции во енергетиката довеле до ваква состојба. Наместо тие пари да ги вложиме во стопанството, наместо да изградиме крајност постројки, наместо да го отвориме тој еднаш кај јаглен таму што го не отвараме, а само плаќаме компании да возат камиони, па да имаме сопствена електрична енергија, кај што инаку 1 до 1.500.000 евра на ден плаќаме за увоз на електрична енергија. Ако постои нешто што се врзува исклучиво со сегашната власт, тоа е либерализацијата на пазарот со електрична енергија. Законските измени овозможија на стартот на 2019 година малите фирми и домакинствата самите да избираат од кој ќе купуваат струја. Најголем дел од домакинствата остана да ги снабдува ЕВН, односно универзалниот снабдувач. Она што за фирмите требаше да значи пониска цена, во време на криза се покажа како проблем. Сега, соочени со неликвидност, бараат привремено враќање на регулираниот пазар. Тоа директно ги носи компаниите во банкрот. Поедноставување на процедурите за поставување фотоволтаици е уште едно ветување кое е само делумно исполнето. Токму од преобемната документација и пребавните процедури се пожалија бизнисмените кои сега се соочуваат со неколкукратно повисоки сметки за струја. Меѓу ветените проекти кои се уште чекаат на реализација се поставувањето калориметри за топлинска енергија, пуштање во употреба на јагленокопот Поповија Никичевско, изградба на хидроцентралата Чебрен, приклучокот кон гасоводот ТАП, гасот да биде достапен во цела држава, пренамена на ТЕЦ Неготино во енергетско земјоделски комбинат и многу други.